Добро еве, заради тоа што има интерес за вкупните состојби во Република Македонија, ја би почнал. Оценувам дека вкупните политички состојби во Република Македонија се исклучително сложени, но и натаму се осложнуваат после одлуката на ДУИ да се повлече од извршната власт. Не ги знаеме точно намерите кои се на ДУИ, но мислам дека би било добро доколку интенцијата би била да се формира една политичко-експертска влада која што ќе спроведе реформи неопходни за стабилизирање на состојбите во Република Македонија, за деблокада на институциите во државата, се со цел да се создаде позитивен амбиент за одржување на фер и демократски избори. Проценките што ги правиме во рамките на Демократскиот сојуз и консултација со повеќе експерти што ги следат состојбите во Република Македонија, повеќе од сигурно е дека голем број на обврски што се дефинирани во договорот од Пржино не се исполнете, така да не е можно да се организират избори на 5 јуни ова година. Од тој аспект гледано, сметам дека добро е доколку политичките партии започнат разговори и евентуално да договорат формирање на политичко-експертска влада која што ќе спроведе длабоки реформи во судскиот систем, во службите за безбедност и во други сегменти, вклучително и медиумите. Вие тоа подобро го знаете, доколку сакаме да обезбедиме кредибилни услови за фер, демократски, легитимни и слободни избори. Не ги знам проценките на другите политички партии, но тоа е наш став и проценка од Демократскиот сојуз за актуелните политички случаи во Република Македонија. Јас тргнувајќи од тоа дека се сложени состојбите во Република Македонија и денеска на Комисијата за контрола над работата на Управата за безбедност и контрразузнавање и Агенција за разузнавање предложив да се расправа за актуелните политичко-безбедносни состојби и за ризиците и заканите по стабилноста на Република Македонија и мислам дека таква точка со некаква променета формулација ќе биде прифатена и комисијата ќе расправа, каде што директорите директорот на Агенција за разузнавање и директорот на Управата за безбедност и контрразузнавање, но би било добро и министрот за внатрешни работи сите заедно да дадат куси информации за вкупните случувања и за безбедносните ризици кои што представуваат закана за стабилноста на Република Македонија. Не само од регионален, глобален аспект, туку и од внатрешната стабилност, дали состојбите се движат во насока на дополнително услужување на состојбите во Република Македонија. Ако имате прашање, повелете. Не, мислам дека такво сценарио не постои, меѓутоа внатрешните состојби ја продлабочуваат кризата и не се создава амбиент за одржување на фер и демократски избори. Тоа е клучно прашање, бидејќи сите очекуваат граѓаните да го дадат конечниот суд за состојбата, меѓутоа со одржување на избори нема да се покријат актуелните случаи на тешки облици на криминал, на кршење на основните права на граѓаните. Значи, сето тоа треба да се расчисти, доколку сакаме да имаме услови за избори. Инаку, ќе ги слушаме и извештаите на надлежните од институциите што ја следат безбедноста и да видиме тие што ќе презентират, но за секој случај, гледано од политички аспект, состојбите во Република Македонија и натаму се осложнуваат.